Најголем број неправилности и тензии имаше при прегласувањето во општина Центар во Скопје. Нерегуларности и притисоци се регистрирани исто така и на прегласувањето во општина Струга, како и на гласањето за вториот круг во општина Долнени. Цивил констатира дека при гласањето во Центар уште еднаш се употреби демографска интервенција. На граѓаните дојдени за гласање од пустец, меѓутоа од пустец овој пат им се придружија и ги засилија нови гласачи, од наводници, од Велес, Струмица, Каваларци, како и од скопските општини Аеродром и Бутел. Според едно телефонско јавување, одреден број меѓу увезените гласачи имало и горанци од Горане во Косово, кои наводно дошле организирано за гласање во општина Центар. Регистрирани се и гласачи на кои во личните документи не им е впишано местото за раѓање, односно наместо тоа стои XXK. Во општина Центар забележани се низа инвентивни обиди за дезинформирање на граѓаните со цел да излезат на гласање. Тука се и флаерите кои ги имаше дури и во нашата канцеларија, флаери, писма со фалсификуван подпис. На овие флаери јасно стои дека прегласувањето во општина Центар е 28.4. Тоа 28 април, 28.4. и ова е направено очигледно со очигледна намера да се влијае врз известноста на граѓанките и граѓаните на прегласувањето во општина Центар. Исто така во текот на гласањето се случуваше на неколку гласачки места партиски активисти да ги убедуваат луѓето дека не се гласа Делта за вчера и дека тоа не е нивно гласачко место. Сето тоа со цел исто така да се внесе забуна и да се намали излезноста. Според наблюдувачите на Цивил и пријавите на нашите дежурни телефони, во неколку повеќе капници во општина Центар беа исклучувани лифтовите или беа заглавувани на највисокиот кат. Забележливо беше изголеменото присуство на полицијата во сите општини каде вчера се прегласуваше или се гласаше. Телевизиски екипи и новинари беа попречувани да ја вршат својата работа. Една новинарка беше малтретирана и удрена од едно лице во избирачкото место 2855 во Дом на Градежници, за што Цивил има документирана изјава. Организиран превоз и агитирање се регистрира и во Житоше, општина Долнени, каде исто така се забележува големо присуство на полицијата. Пред гласачкото место, например, во село Дебреште, општина Долнени, на полициско возило е монтирана камера насочена кон влезот во гласачкото место. На крајот, Цивил Центар за слобода доволно јасно и недвосмислено ги формулира своите извештаи, засновани се на објективна и долготрајна обсервација на политичката ситуација во земјава, а со тоа и на изборниот процес. Од тука, нема да дозволиме нашите наводи и оценки на изборниот процес да бидат злоупотребени од било кој субјект, односно учесник во овие избори, односно процеси. Впрочем, овде конечно мора да се каже јасно и гласно дека голем дел од нерегуларностите во овој изборен процес се генерирани токму од оние што располагаат со механизмите на институциите на власта, како на централно, така и на локално ниво. Можеме да констатираме дека голем дел од медиумите беа повторно послушни инструменти во рацете на политичките актери и ја потврдија сликата за земја во која слободата на говорот и медиумите е на многу ниско ниво. Забележавме дека главните случувања беа покриени од медиумите, меѓутоа повеќето од нив придава особено значење на активностите на властите, на локалните власти, активности од типот на сечење ленти или фрлање лопати, кои очигледно беа со намера за позитивна промоција на кандидатите за овие избори. И покрај забелешките на Советот за радиодифузија токму за пристрасното известување, кои низ бројки го представија како однос од 2:1 во корист на кандидатите од владеачките партии, а на штета на кандидатите од опозицијскиот блок. Ова не се зеде како помена и имавме ситуација на речиси непроследени прегласувања од страна на медиумите во текот на вчерашниот ден.
Секако ова се однесува само на дел од медиумите, но важи дека генерално имаме многу ниско ниво на слобода на нашата медиумска сцена, што е тажно кога би пофалиле еден медиум дека добро си е завршил работата, тоа би требало да се подразбира за нормално, нели?